Добар ден, јас сум Сонја Стефановска, професор во Средното градежно гимназиско училиште на град Скопје, Здравко Цветковски од Скопје. За техничкото образование по предметот сообраќајници и изборна за трета година градежни техничари. За денес имаме наставна единица аналитичка разработка на проекти. За почеток да се подсетиме, ситуационен план на сообраќајницата е проекција на оската од сообраќајницата на хоризонтална рамнина. Основни составни елементи на линијата на трасата во ситуација се права и кружен лак и меѓусебно се поврзани со линии, односно преодни кривини. Со претходно повлечени правци и пресметан прекршен агол алфа се пресметуваат и се утврдуваат големините на геометриските елементи на хоризонталната кривина. Тоа се тангента во метри, бисектриса, исто така пресметани во метри и должина на хоризонтална кривина во метри. На почеток задавањето на проектната задача е да се изработи ситуационо и вертикално решение на патот трета класа со почеток во точка А 200 метри и завршеток во точка Б 210 метри и каде што е дадено во прилог ситуација во размер 1:1000 со чија помош треба да се извршат следните проучувања и да се најде избор на најоптимална траса. Задачата треба да содржи детален технички опис, ситуација на патот во размер 1:1000, пресметување на чекор на нулта линија, пресметување на наклон, пресметка на елементи на хоризонтална кривина, пресметување кути на нивелета, стационирање и интерполација на должен на профил во размер 1:100 врз 1000. Ситуацијата е дадена на следниот цртеж, каде што е дадени се оние изохипси, растојанието помеѓу изохипсите и дадени се точката А, почетна точка, со 200 метри надморска височина, котата, и точката Б е крајната точка, дестинација со 210 метри надморска височина. Размерот на ситуацијата е 1:1000, бидејќи имаме вкупно од А до Б 4 изохипси, односно 5 растојанија, со малечко е се обележува еквидистанцијата, растојанието од една до друга изохипса. 200 е со подебела линија, значи котата, и 210 исто така со подебела линија, помеѓу нив имаме 1, 2, 3, 4, 5 растојанија. Кога ќе ги извадиме 210 минус 200 добиваме разлика во висините 10 метри. Кога ќе поделиме со 5 растојанија, гледаме дека еквидистанцијата е малечко, ќе ни биде 2 метри. Помеѓу двете изохипси тоа е ова растојание. Еквидистанцијата, висинската разлика ќе биде секаде иста. Како прва задача ни беше определување на нагиб на патот. И сега со познатата формула е H врз L пати 100. Односно со H е обележена висината, разликата на висините помеѓу двете точки, тоа беше 10 метри, со L беше должината измерена од А до Б, тоа беше 230 метри, пати 100, добиваме во проценти 4,35 во проценти. Како втора точка ни беше определување на чекорот. Од триаголникот кој што е нацртан, определуваме H, висина, разликата на висини, L, со големо L е должината, понатаму има X чекор, непознатата, и еквидистанцијата. Односно, од триаголникот H према L, складноста на триаголниците, ќе ни биде еднакво на L према X. Односно E према X, каде што E е еквидистанцијата меѓу изохипсите, а X е чекорот на нулта линија. Од тука X ќе ни биде E пати L врз H. Бидејќи го определивме L, видовме дека 10 делено на 5 растојанија е 2 метри, 2 пати 230 врз 10, тоа е 46 пати 100 врз 1000 за да добиеме во сантиметри. 1000, затоа што не е размерот 1:1000, делиме со 1000, а 100 затоа што во сантиметри сакаме да добиеме, множиме пати 100. Добиваме 4,6 сантиметри. На третата точка одиме со определување на централен агол.
откако сме ги нацртале правците помеѓу А и Б, сме чекореле со чекорот од една до друга изохипса, значи со 4,6 отвараме шестерот на местото на 4,6 и чекориме и добиваме точки, ги спојуваме со испрекината линија и ја добиваме нултата линија. По таа нулта линија ги повлекуваме правците, двата правци, кај што се сечат од А до Б, тоа е темето Т. И сега ние треба да го најдеме хоризонталниот агол. Ги продолжуваме едниот и вториот правец, на едниот правец и на другиот нанесуваме 5 сантиметри и ги спојуваме. Тоа го мериме, бидејќи ние се во размер, добиваме за А 5 сантиметри, дека сме добиле должината на А. И сега имаме формула тригонометриска алфа половина да е аркус синус од А врз 10. Односно, А половина, нели, 5 врз 10, тоа е аркус синус од 0,5, тоа добивме 30 степени. И четврта задача, имаме пресметување на елементите на хоризонтална кривина од табелите на Жнидаршич, ги читаме следниве податоци. За R90, значи ова е темето Т, и сега ние треба да ги определиме тангентата, бисектрисата и должината на хоризонталната кривина, за да може да ја формираме самата кривина, да ги определиме 5 карактеристични точки и да ја со нив да може да си ја формираме кривината. Добиваме за R 90 метри, LP 15 метри, алфа половина 30 степени, делта R 0,104, D малечко е 7,498, тау е 4,4626. И добиваме дека според формулите однапред зададени, нели вежбани ни се, тангентата да е R плюс делта R по тангенс од алфа половина плюс D, добиваме 59,52 метри. За B, R плюс делта R по секанс од алфа половина минус 1 плюс делта R, 14,05 метри. Откако сме го определиле предходно секанс од алфа половина, знаеме дека секансот е 1 врз косинус. Значи секанс од алфа половина ќе биде 1 врз косинус од алфа половина и го добивме дека е 1,15. И должината на хоризонталната кривина е 2 пати R плюс пати P во заграда алфа половина минус тау врз 180 плюс LP беше 15 метри. Сето тоа го множиме, го делиме, го собираме и го множиме, добиваме дека должината на хоризонталната кривина не е 110,19 метри. И сега последната точка ни е стационирање на трасата, односно определување на почетокот, крајот на преодната, почетокот на кружната кривина, средината на кружната кривина, крајот на кружната, почетокот на преодната кривина и крајот на преодната кривина, тоа се тие карактеристични 5 точки. Ќе измериме растојание од А до Т. Тоа изнесува 110 метри. Ја минусираме тангентата, значи x минус тангента, добиваме почеток на преодна кривина. И тука обележуваме почеток на преодна кривина, една нормала поставуваме, пишуваме ППК со големи букви. Понатаму одиме ППК, односно КПК, крајот на преодната кривина ќе биде ППК плюс ЛП. Добиваме 50,48 плюс 15 од предходното, знаеме дека ЛП е 15, добиваме 65,48. Ја мериме, го нанесуваме тоа растојание и една нормала поставуваме, пишуваме горе П почеток на кружна кривина, крајот на преодна кривина. Значи во една точка се тие две. Средината на кружната кривина ќе биде ППК плюс Л половина. Значи средината на кружната кривина ќе ни биде почетокот на преодната кривина плюс хоризонталната кривина врз 2. Односно 50,48 плюс 110,19 врз 2, тоа е 105,58. Ја нанесуваме точката, една нормала повлекуваме и пишуваме СКК.
Крајот на преодната кривина, односно последната точка, го добиваме со почетокот на преодната кривина плюс L. Значи, 50,48 плюс 110,19, 160,67. Тука ја нанесуваме последната точка и почетокот на преодната кривина, односно крајот на кружната кривина, ќе ни биде крајот на преодната кривина минус 15, ЛП, односно 15, 145,67 метри. И така сме ги нанели сите 5 карактеристични точки и сме ја стационирале трасата. За наредниот час имаме прашања, односно задачи за вежбање. Да се пресметат надолжниот нагиб И, чекорот X чекор, прекршниот нагиб алфа половина, доколку се дадени во ситуација размер 1:1000, почетната точка со висина 190 метри, крајната точка со висина 215 метри, должината L 325 метри, еквидистанцијата 2 метри и А 5 метри. И втората задача за вежбање да се пресметат елементите на хоризонталната кривина доколку се дадени од Шнидаршич, значи табелите на Шнидаршич, R радиусот 80 метри, L 20 метри, алфа половина 34 степени, делта R 0,114, D малечко 4,998 и тау е 3,4879 и да се изврши стационирање на трасата, односно да се пресметат ППК, ППК, КПК, СКК, средината, крајот на преодна кривина, почетокот на преодна и крајот на кружна кривина. Се надевам дека работата ќе ви биде пријатна и довидување до следниот час, односно се слушаме. Ви благодарам на вниманието.